Jeni џамија во Битола вистинска архитектонска убавица на балканските простори од 16 век, заштитена со закон и претворена во музеј со уметничка галерија, последниве години воопшто не е во функција бидејќи таму се вршат повеќе конзерваторско-реставраторски работи внатре и надвор, со археолошкиот проект Убикација на средновековна Битола, кој трае 18 години, пронајден е сакрален верски објект црквата Свети Ѓорги со 44 христијански гробишта и повеќе артефакти во временски опсег од 7 до 15 век. Носител на археолошките истражувања е вишиот кустос Слободан Стојковски. Овој археолошки локалитет е практично доказ за палеогенезата на градот Битола, а истовремено е еден објект кој што ги поврзува двете религии, христијанството и исламот. И овде се практично искрите на средновековна Битола. Од тука произлегува градот, денешниот град Битола. И јас затоа сметам дека е еден од најзначајните археолошки локалитети откриен последниве десетина години. Локалитетот заслужува туристичка валоризација и заслужува конзервација и презентација, не само од својата археолошка, туку и од историска гледна точка. Сепак реставрацијата на зидното сликарство е во клинч помеѓу оптимизмот и неверувањата. Минатата година се започна со реализација на конзервација и реставрација на зидното сликарство во утремот на Јени џамија и се надеваме дека оваа година ќе се заврши комплетно со конзервацијата на тој дел од објектот. Реставрацијата што се прави во Јени џамија е тотално спротивно за законот за заштита на културното наследство. Во Битола нема ниту еден стручен кој би можел да направи реставрација и конзервација. НУ, Завод и музеј Битола нема ниту еден професионален археолог. Исламската верска заедница неколку децени води судски спор со барање да им се врати Јени џамија за да биде верски објект. Меѓутоа, валоризаторите на културно-историското и архитектонско наследство смета дека Јени џамија треба да остане музеј во функционални културни активности, како еквивалент на Света Софија во Истанбул, што ќе ги помирува двете религии. Во 50-тите години на минатиот век, Јени џамија беше буквално спасена од историчарите на уметноста и археолозите, зашто тогаш џамијата се користела како магаза, а комунистичката власт желна за плоштади му си имала намерачано да ја руши. За среќа, тоа не се случило.